Иако поголем дел од историографијата смета дека токму Тодор Александров го наредил убиството на Јане Сандански, со кој што биле големи идејни противници, сепак таков документ каде Тодор Александров е лично потпишан под смртна пресуда на Јане Сандански не постои. Меѓутоа што се случува? 9 години по тој настан, еден од главните осомничени, кој што имам доволно докази да го прогласам и за главен организатор на убиството на Тодор Александров, е еден од приврзаниците на Јане Сандански, а тоа е Алеко Василев Пашата, кој што бил поранешен соборец на Јане Сандански. Така што можно е да имаме мотиви за лична освета на некои од соборците на Јане Сандански, во овој случај на Алеко Василев Пашата. Еден дел од настаните се целосно расветлени и тоа го давам во монографијата, а тоа се директните учесници во акцијата за убиството на Тодор Александров, што се познати и подосна ликвидирани од организацијата, и вториот ешалон предводен од Алеко Василев Пашата, еден подполковник Ѓорѓи Атанасов и уште 2-3 луѓе за кои што е потврдено дека директно учествувале и раководеле акцијата за убиството на Тодор Александров. Двајцата војводи кои што директно пукале во Александров се војводата Штерио Влахов и војводата Динчо Вретенаров и уште двајца курири на организацијата кои што биле непосредно во нивна близина. Но сето тоа е многу внимателно испланирано од нивна страна, иако тие со писмо до делегатите на конгресот што требало да се одржи каде Александров се упатил пред неговото убиство, се оправдуваат дека сами го презеле како акт на лична одмазда, сепак во суштина не е така.